Засилени мерки од надлежните за решавање на алармантното загадување на воздухот. Ова го побараа граѓанскиот инспекцијски совет и други представници на невладиниот сектор. Сметаат дека е потребна посериозна контрола на загадувачите и воведување нови иновативни решенија. На 40 и нешто локации, градот Скопје може да постави вакви сензори за следење на аерозагадувањето. Но, ако имаме повеќе планирано од тоа сензори, значи дека тука ќе дојде многу убаво меѓуопштинската соработка да се постават и на општински згради овие сензори, каде што ќе може и самите општини веднаш да знаат од каде доаѓа аерозагадувањето и да може да действуваат на истото. Надлежните пак се правдаат дека решавањето на загадувањето е долготраен процес за кој се потребни многу мерки и активности. Намалувањето на загадувањето е долг процес. Тоа не мора да ни биде на сите јасно. Не можеме да очекуваме дека намалување на загадувањето на воздухот ќе се случи за година, 2 или 3. Мора да се преземат многу мерки. И искуствата на големите метрополи во Европа и во светот покажуваат дека тоа е процес кој што трае 10, 15 и 20 години, за жал. Од град Скопје, кој го наследи овој проблем од претходните раководства, велат дека веќе превземаат конкретни активности кои допрва треба да дадат резултати. Го попалам секторот при град Скопје, кој што го врши надзорот, затоа што заедно превземавме значајни мерки во делот на заштита на животната средина и на здравјето на граѓаните, со најпрвен со она акција на чистење на дивите депонии, кои што и самите, како што знаете, беа навистина во голем број. Според невладините, потребна е засилена соработка на сите, централната и локалната власт, граѓанскиот сектор и сите граѓани. И на комирните станици оваа недела конечно се во зелено, но тоа се должи на поволните временски услови, снегот и ветрот. Минатата недела концентрацијата на PM10 честички надминуваше 300, со што Скопје повторно се најде меѓу најзагадените градови во светот.